зголемува бројот на црната листа од State Department-от на државјани од Македонија. Артан Груби и Енвер Беџити се новите имиња кои што се најдоа на оваа листа, а соопшти вчера Агелер. Во продолжение ќе зборуваме на оваа тема со мојот драг колега Срѓан Ивановиќ. Добро утро посакувам и добра работна седмица, скратена. Скратена, да, тоа е добрата вест, нели, во целата оваа приказна. Ајде да почнеме со на максима на Хенри Кисинџер, кој вели не се знае што е пострашно си пријател или непријател на Америка. Ја не знам за политичар кој беше поголем пријател на Соединетите Американски држави од Артан Груби, кој еве за волја на вистината се најде на црната листа на State Department-от како личност која значи не би можела да добие виза, не би можела да патува во Соединетите Американски држави, ниту пак личност која би можела на било кој начин дипломатски, нели, да биде земена во предвид за било што. Таа листа се проширува од година во година, од месец во месец, и еве сега најнови имиња се Артан Груби и Енвер Беџити, судија од апелациониот суд. Тоа е интересна комбинација, поврзана комбинација. Значи тука се сомничи Беџити дека на наговор на Артан Груби веројатно намерно го држал во фиока оној предмет Таргет тврдина кој беше за прислушувањето, нели? И кој според кој прво обвинет беше Сашо Мјалков, поранешниот началник на пета управа, нели? И кој исто така е на црната листа. Кој исто така е на црната листа, значи, нели, тоа се све луѓе од црната листа. Сега тука е многу интересно, значи судскиот совет, значи има испратена инспекција кај Беџити пред известно време и утврдено е дека тој намерно го држал цели 9 месеци во фиока предметот на Таргет тврдина, нели, и не го процесуирал. И за тоа бил казнет со 20% од плата во период од 6 месеци. Нели, една символична казна. Иако поради тоа негово држење во фиока, тој предмет, нели, е застарен и нема правна разврска. Сашо Мјалков е денеска слободен човек. Не велам дека тој можеби не требал да биде слободен човек, но судскиот процес не е завршен. И не е завршен во законскиот рок, иако имало доволно време, нели, тоа да се направи, што значи дека како се вели тука и нашите правосудни органи откриле, значи констатирале повреда на постапката, нели, на процесот на судењето, но, нели, изречена една бенигна казна за Енвер Беџити од 20% во период од 6 месеци, нели, што не е никаква голема работа. Сега прво мора да се потенцира дека ова што е ставен Артан Груби и судијата што се ставени на црната листа на Американскиот State Department нема никаква правна последица во нашиот правен систем, но има јасна политичка порака која, нели, американските партнери, а тие се, нели, значени партнери на Демократската унија на интеграцијата, каде што Артан Груби, нели, потекнува таа партија и покажуваат, нели, дека еден од високите функционери, ако не е втор човек на партијата, дека тие не сметаат на него и тоа веројатно ќе има импликации на неговата политичка кариера. Тоа интересно даде една изјава, вели нема еден политичар што повеќе се залагал за евроатлантски интеграции на Македонија, нели, за добри односи со Европската унија и со Соединетите Американски држави. Знам, он даваше на времето изјави, не знам, срцата чукаат во Вашингтон и во Брисел, нешто такви некои работи. И еве сега е на црната листа. Како театарска представа е ова се, нели, како некаква трагедија театарска е целата оваа приказка и не знам дали ова е дефинитивниот крај на Артан Груби, не е тој така стар.
неговата дефинитивно крај на неговата политичка кариера, но секако дека тој по ова нема да има за него нели некое високо функционерско место во ДУИ, предпоставувам. А доколку има тогаш тоа ќе значи нели дефинитивно отклонување на ДУИ од американската амбасада, од американскиот Стейт департмент, што ќе однесе партијата во води кои што се непознати. Ставањето на црната листа покрај тоа што тој не смее да влегува веќе во Соединетите американски држави, значи дека и неговото потесно семејство не смее да влегува. Претпоставувам дека е така, да. Да, сега, значи, Груби се изјасни за Беџити, се уште не сум чула дека дал коментар по ова, но ме интересира коментарот на Села. Села вели дека, откако ја слушна оваа вест, вели дека Груби и Беџити треба да се повлечат од институционалниот и од политичкиот живот и како граѓани да се соочат со обвиненијата. Како да ја искоментираме оваа изјава на Села? Па, како, значи, пак ќе повторам, не постои правна последица во нашиот правен систем, тоа што друга земја нели го ставила на црна листа Артан Груби бидејќи тоа е подсомневање, немаме тука некоја пресуда дека тој навистина е корумпиран и бил дел од тој случај Таргет тврдина, односно од неговото нели заташкување и се тоа што се случило во тој процес, значи не би било лошо нели да се поведе нова истрага, можеби, и да се утврдат фактите и доколку постојат докази да се отпочне нов процес во кој нели ќе се утврдува влијанието на Артан Груби врз одлуката на Беџити да го држи во фиока случајот Таргет тврдина, со тоа нели да биде ослободен Сашо Мијалков. Значи без такво нешто, без една истрага која ќе има нели судска разрешница, ние не можеме да го прогласиме за виновен Артан. Ниту пак судијата ке него е утврдено дека направил грешка, ке него е само смешна казната која што нели му е доделена, тој се уште работи, се уште е судија, односно по основ на таа казна он има право да биде и повторно судија, нели? Што се однесува до Артан Груби, тој нема никаква пресуда против него. Ние не знаеме дали се води било каква истрага против него. Знам дека са бале колегите од редакцијата говореа, ајде да провериме нели дали има некоја предистражна постапка. Тешко дека ќе се добие права информација за тоа, доколку истрагата е се уште во тек, но само на тој начин ние можеме да тврдиме одредена вина кај некого, бидејќи тоа слепо подпирање на американската црна листа, како што вели Села, нели, тоа утре може него да му се случи. Значи, кога ние би се раководеле од тоа што други земји нели прават за нашите политичари, тогаш би можеле да станеме и без политичари, нели? Односно, да бидеме зависни од црна листа на некоја друга земја, тоа не е добро за една суверена земја која демократски избира својата влада и која нели барем на харта има свој правосуден систем, нели. Благодарам. Доколку е тоа се, благодарам кратки и јасни, како и секогаш концизни, благодарам ги опфаќаме актуелностите. Верувам дека овие 3 дена ви недостасуваше оваа утринска анализа и дека се дружевте и во овие мигови заедно со нас. Ќе ве поканам да останете и понатаму. Следуваме го народната анализа на Слободен печат.